Еден ден бев дете, кое плачеше во тишина и бараше утеха од небото. Моето срце ја задржа целата и целта без да ја разбере. Одев меѓу искушенијата без омраза, држејќи ја верата како пламен. Денес пламенот е заразна радост. Открив дека кралството не припаѓа никому. Тоа е домот на сите искрени срца што се будат. Не носам титула ниту ветувања. Сведочам дека чистата љубов преобразува, ги отвара вратите за сите. Добре дојдовте на Уналун Тарот страницата и Уналун Тарот канал. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секое проаѓање, за секој ваш лајк, клик, енергија каде што се надевам и дека се пронаоѓате во овие мои видеа исчитувања. Се заблагодарувам и на сите вас кои порачувате приватни читања, кои што доаѓате на приватни читања од мојата Уналун Тарот страница. Денешната тема е еден синхроницитет кој што не води до момент на простување. Енергија каде што синхроницитети за сите вас кои што доаѓате првпат на оваа Тарот страница и не сте во тек во момент да се запознаете со синхроницитети, се енергии кои што се наши кодови споделени од нас кон универзумот и универзумот ни ги враќа енергиите или пак нашите побарувања преку синхроницитети. Тие се ангелски броеви кодови кои што се спуштаат преку нашите сонови, енергии каде што ги гледаме во општиот дел од нашиот живот, момент каде што се запознаваме со универзумот и универзумот ни известува преку синхроницитети за да дојдеме до значајна енергија и ситуација во даден момент. Енергија каде што синхроницитетите наговестуваат промени во нашите енергетски сетила, момент во нашиот енергетски дел каде што треба и да превземеме акција, да промениме нешто во сами нас или пак да се случи наша промена во нашиот енергетски код или пак во сами нас. Денешното исчитување ќе биде колективно генерално и ќе важи за сите вас. Земете вам како ви резонира. Овие се синхроницитети кои што за секој можат да бидат во замена на родови. Момент каде што јас ќе се обратам од другата страна за да ви ја доловам оваа енергија која што денешните тарот карти ќе ви ја соопштат. Момент да денеска ангелските броеви или пак синхроницитети ме повикаа за да ви соопштам генерална порака која што за некој од вас ќе значи многу. Денешната порака од овој синхроницитет или пак 777 е енергија на простување. Момент каде што ќе треба да простите некому или пак да простите сами себе, да влизете во енергија простување, енергија каде што простувањето е дел од големото небо или пак голем символ во универзумската правда или пак универзумскиот код каде што простувањето е дел за напредок во нешто што треба да се случи за вас. Енергија каде што ова простување за сите вас ќе води да си простите себе си или пак на другите спроти вас. Енергија каде што се ослободува некој од минатото и се фокусира на
исцелување на вашата внатрешност и внатрешна свест. Енергија каде што треба да се вратите кон љубовта и сочувството. Енергија каде што вашето сочувство да биде кон љубовта. Тоа е суштински простување. Ајде да видиме што сака да ни порача овој синхроницитет сега и да видиме оваа порака од денешните тарот карти. Ова е канализирана порака која што се надевам дека за секого ќе резонира, кој што ќе дојде во денешново исчитување од тарот картите. Ајде да видиме првин за кого станува збор. Енергија, скапоцен камен и енергија да дестројер или енергија да уништувач. Момент каде што некој нешто уништил. Енергија каде што некој уништил скапоцен камен. Момент каде што вие сте скапоцениот камен или пак другата страна е скапоцен камен, а вие сте уништувачот. Момент каде што некој го уништил скапоцениот камен. Ајде да видиме и што друго. Тарот картите, овие се за крај карти. Јас ќе ги ставам на страна, да ги прочитам пораките. Се работи за персона која што уништила скапоцен камен, била во енергија на препреденост и момент на страмење. Денеска оваа персона плаче. Момент каде што препреденоста е во нејзиното или пак неговото био. Момент каде што ве омаловажувала, ве ставала на задна резина. Енергија каде што и свиралото има последна дупка и таа дупка оваа персона ја искористила. Момент каде што вие сте се осеќале погубно. Ајде да видиме што суштински се работи, што ќе ви донесат овие тилив тарот карти, за да се види суштински вашата енергија. Вика, одлично и стрекно. Вие сте стрекна персона и ќе се чувствувате одлично. Можности, врата, момент на вашите можности и енергија на вашата иднина се отвори преку една врата, чекор кој што ќе биде за вас. Енергија каде што вие ќе опростите некому и ќе отворите едно ново поглавје со среќен исход за вас. Момент каде што ќе бидете во можност да дојдете во генерална енергетска вредност, а тоа е да бидете во сочувство и во љубов. Да се вратите во енергија на сочувство и љубов. Енергија каде што може би за некој од вас ќе значи дека ќе треба и да си опростите сами на себе. Енергија стрела каде што вика, ти си на правиот пат. Пригрли се самиот себе си и аспектот во твојот живот, онаму каде што и си намерил да го зацрташ твоето идно патување. Момент каде што доколку опростите на некоја персона или пак си опростите на сами вас, ќе бидете во енергија да започнете една нова иднина, една нова насока во животот да добиете, каде што ви се отвора огромна врата на стрекна и одлична перспектива. Енергија каде што планината ви го осликува големиот предизвик, каде што и самите
ќе се надминете. Момент каде што за некој од вас ќе значи дека вие ќе доживеете еден огромен пресврт во вашиот живот доколку опростите некому или пак си опростите сами себе, доколку бидете во момент на емпатичност, во љубовна сфера, енергија каде што да се вратите во самата енергетска вредност, во љубовната вредност, во вашето срце, каде што и ќе опростите на некому од минатото, а може би на самите вас, каде што и сте сгрешиле во предходниот период, момент каде што минатото е позади вас, но треба да го комплетно затворите. Гонг, енергија каде што овие тилив карти ви укажуваат на еден возбудлив настан кој што ќе се случи во вашиот енергетски дел. Енергија каде што ќе бидете достапни да произлезете со ваша енергичност, да отворите врата, да бидете во запазување, да доживеете можност да послушате момент каде што и денешните карти ви советуваат. Момент каде што на овој возбудлив настан ќе доживеете еден максимум и пресврт во вашиот животен стил. Ајде да видиме и што ни кажуваат овие Чиро Марчети Ленорман карти. Простете некому кој што ви бил сродна душа, кој што не сватил и не знаел. Вие сте поминале многу голем напорен период, изминат период каде што и универзумот ве надгледува. Момент каде што можеби за некој од вас ќе биде во ситуација да вашата сродна душа или пак оваа персона која што ја опишуваат денешните карти, на кој што треба да ја опростите, е раздвоена од вас. Енергија каде што прстенот гради една унија, една можност да се кренете во најдобро светло, но залудно некој со итрина и со поставување на своји цели, на своји задачи ве предал. Момент каде што и тоа предавство го затворил со уништување на скапоцен камен. Може би оваа персона ве буквално уништила, значи вие сте скапоцен камен за оваа персона, но оваа персона не го видела тоа, била во енергија да превземе негова акција или пак незина акција, момент каде што се служела со превари, настани, умно донела битна и важна одлука во незиниот енергетски дел, каде што и ве прелажала, а можеби и ви го уништила љубовниот енергетски дел, љубов каде што сега вие треба да опростите на оваа персона, да го затворите ова поглавје, да исцелите и да влезете во сопствена енергија, каде што ќе бидете и во можност да сочувствувате со вашата љубов. Затоа и овој синхроницитет ви вели простување. Енергија каде што 777 е број кој некој го гледа на регистарски таблички. Енергија каде што нон-стоп го сонувате овој број. Момент каде што ви се појавуваат трицифрени броеви или пак доволно е само една седумка да видите за да
Забележите дека универзумот ви испраќа порака дека треба некому да простите за да затворите едно целосно енергетско старо битие кое што ве водело до несовршенство. Енергија да после ова затварање ви доаѓа сонце, момент каде што ќе бидете во виталност, енергија каде што сите ваши желби се исполнуваат, ви се отвараат сите врати на задоволство, на љубов, на емпатичност, момент каде што настани ќе се случуваат, ќе одсејавувате, ќе бидете најавувани преку гонгот од универзумот, енергија каде што ѕвона ќе ѕвонат кога ќе поминувате, момент каде што вашите чекори ќе бидат во можност да ги слушаат другите, момент каде што сите ваши енергии кои што биле достапни во минатиот енергетски дел, додека оваа персона ве уништувала енергија да вие сте заслужен скапоцен камен, енергија каде што ќе дојдете во момент на просветлување. Сонцето е виталност, топлина, љубов, енергичност. Енергија каде што ќе можете и да самостално заработите, да бидете во една кохерентност, да бидете во можност да изградите самосвесен бизнис, момент каде што вие сте креаторот на вашиот живот. Енергија каде што оваа персона ќе биде во можност да ви приреди или пак персона која што ќе треба да дојде во вашиот живот е да ви даде можност да се осеќате врвно, достоинствено, да бидете во можност на енергија посакувани, почитувани, љубени, енергија каде што буквално ќе се борите со ваша сила. Момент да вашата сила е вашето простување. Тоа е универзумски кодекс кој што ќе треба некому да му простите. Ова може да биде за љубовен партнер или пак за пријател, пријателка. Момент да биде за некој од вашата фамилиарна околина каде што и ве уништувал долго време. Енергија каде што ќе треба да затворите едно поглавје во вашиот енергетски дел, да опростите, да си опростите сами себе и да започнете еден нов животен циклус. Ајде да видиме и овие оракл карти што посветеност, твојата светлина не треба да ја носиш пред тебе, ти ја гледаш, но огромен терет имаш на твоите плеки или пак на твојот грб, енергија каде што тагувањето не е опција да се излезе од една енергетска зачауреност, туку простувањето е момент каде што ќе треба да опростите на оваа персона која што и се надевам ве уништила или пак ве повредила, момент каде што сте се осеќале разочарано. Пред вас е еден долг пат до дома, каде што ќе води до момент да бидете во енергија на сочувство и да се вратите во вашата љубовна енергија, да љубите како што и ќе простувате. Енергија каде што треба да се почуете сами себе, да се слушате сами себе, за ако сакате да напредувате во вашиот енергетски животен стил. Момент каде што денонокно ќе бидете посветени сами на себе, ќе земете можност да оваа персона ја надитрите во вашиот енергетски дел.
енергија да донесете битни и важни одлуки во вашиот љубовен или пак во вашиот сегментен енергетски живот. Ајде да видиме и тарот картите што ќе кажат. Ас на штаповите, асот на куповите, 9 штапа, енергија тркалото на среќата и енергија 3 пентакли. Оваа персона во претходниот период гаела огромна емотивност, каде што и превземала момент на иднина, на креативност и акција. Момент каде што и лисицата ни вели дека била промукурена, енергија каде што била во донесување неизини и битни важни одлуки. Значи, оваа персона била во можност да ве надитри. Зашто? Затоа што секогаш гледала за незините потреби. Можност да асот на куповите дојде во енергија да оваа персона не ви искажувала емотивност, била во ваша енергетика, вие сте биле во една корелација, љубовен партнер, близок соработник, енергија каде што и вие сте имале емоции за оваа персона, може би сте се давале на оваа персона, но таја ги чувала сите незини доблести и сакала да ве уништи. Вие сте биле во енергија да сте имале интуитивност, но не сте превземале акција. Штитењето деветте штапови е момент каде што вие сте заштитени од универзумот затоа што сте и драгоцен камен, енергија да 777. Синхроницитетот дава можност да простувате, да ја опростите на оваа персона или пак на персона која што ви е битна во енергетика каде што и ви сгрешила и ве уништувала. Момент каде што вие сте драгоцен камен за универзумот, кој што и универзумот ве штити константно и затоа ви го подарува моментот да можете да се вратите во своја енергија, да се вратите кон љубовта и сочувството. Момент каде што тркалото на судбината ви носи огромна среќа, ви носи огромна можност да исцелите, да бидете во енергија на среќа, можност да бидете во енергија на прогресивност и промените се тука. Судбински промени каде што сите ангели ве надгледуваат. Дури и овој број 777 се надевам дека некој почесто го гледа, го држи како енергетика која што се надевам дека и ќе прости на оваа персона која што во претходниот период го предизвикала, а тоа е предизвикување со уништување. Момент да се потрудила да уништи дел од вас, но не ве уништила целосно. Момент каде што трите пентакли даваат можност да вие некој од вас има добар талент, енергија каде што препознавањето и колаборацијата со персони околу вас да дојдете во момент на стабилност, во ваша внатрешност. За некој од вас ќе значи дека ќе бидете во момент на вашата промена, настане токму на работното место. Некој кој што е самосвесен или пак сам гради кариера, да дојде во просперитетност, да биде во препознатливост, да биде во момент каде што талентот ќе го изнесе надвор, за да го видат персони кои што и гонгот ќе биде во можност да
задзвони и да удри за вас, каде што ви вели дека ќе имате возбудлив настан за брзо време. Енергија каде што за некој од вас ќе биде можност да се работи за енергија измама, средства или пак изобилство, пари, можност да се здобиете со пари, парична вредност, да бидете наградени од универзумот, да бидете само градиви, значи да знаете да заработите или пак да го доживеете изобилството преку овој синхроницитет. Енергија да некој од вас тргнал ново патување во септември или пак да заврши ова патување наредниот септември. Енергија да некој од вас може би е роден во септември. Ајде да видиме и последната порака од овие оракл карти. Енергија каде што вика љубомората што ја имаше оваа персона за вас е да ја ставите во момент на простување, затоа што љубомората се јавува кај персони кои што не се адекватни и не се поврзани со универзумот. Енергија каде што зависта, неповерењето, стравовите во оваа персона што ги имала во незе, само ви ги намалила и ви го успорила патот на донесување битни и важни одлуки. Простете и на оваа персона затоа што не знаела со кого и зошто го правела тоа. Енергија каде што љубомората е еден тип зависност, енергија каде што оваа персона ќе треба да се лечи многу подолго време, а вас ве кошна само енергија на секунда за да ја простите на оваа персона. Енергија синхроницитети, момент на броеви, кои што за некој од вас ќе бидат во енергија значење, момент каде што знаковите, синхроницитетите преку сонови се во боженски тајминг. Енергија каде што овие синхроницитети се поточно моменти на адекватност во вашиот енергетски дел, каде што и универзумот ве штити и ви дава можност за напредок во вашата кариера, љубов. Момент каде што ќе бидете славни, ќе се исцелите, ќе се промените и вашиот точак на судбина или пак стрикна околност ви носи огромни промени, прогресивности, каде што ве очекува и добар настан кој што универзумот ќе одекне преку еден огромен гонг кој што и ќе се радува за вас. Денешно исчитување од тарот картите се синхроницитети кои што ви велат простете. Момент каде што кралството не припаѓа на никому. Енергија каде што некој ќе биде во чиста љубов, ќе преобразува со неговото простување, ќе ги отвори вратите за својата иднина. Се надевам дека оваа порака ќе резонира и ќе допре до вашето срце и вашиот разумен енергетски дел. И се надевам дека ќе се препознаете во ова денешно исчитување од тарот картите. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!